Imam dedo fenomen, ne ruča bez pivce ili dve, barem da je pomlad, ajde de. No to ima 85, ko prašuvam jazde dobre, ti štetili ili ne, ede što mi reče eden den. Za mene ić ne griži se, somerak si go pijam eden vek, osven što ja gasim moj ta žed, za moj od stomak pivce to je lek. Vesel su mi podvižen, dobro spijam, jadam se, gajle nemam, zdrav sum kako dren. Се викам Патриклije Благоја. Работам од пиварата, сум дојден како ученик од 1965 година. Иначе стаж ми тече од 67 година. Кога дојдов во фабриката како ученик, дојдов во стариот дел, кој стар дел беше, се работеше малку на понесовремен начин, се работеше рачно. Целиот процес квасење, цедење се работеше квасно, моментално се во новиот дел се работи се автоматски, се со пумпи, завршено. Поновиот имаше во стариот дел имаше кади, каде беше главната фирма се врши во кади. Кадите беа смолирани, моментално се овие се казани Златинек сметал кој држат и издишувањето им е преку овие славини овдека. Тие славини CO2 тука се собира преку тие славини, CO2 што се слободно при самото врење и CO2 се слободно кај што иде во делењето на CO2 кај што се тој собира во се лади и се пуни во боци. На основа на податоците напишани со клинасто писмо на камен и глина, утврдено е дека вавилонците вареле пиво уште 7000 години пред нашата ера. Биле познати 16 сорти на пиво, а за варење на пиво биле користени јачменов слад и пшеница. Одовде производството на пиво од житарица е пренесено во Египет, Персија, Грчка и други земји. Египчаните уште 2000 години пред нашата ера знаеле да прават пиво од јачмен, за што ни сведочат многу записи напишани на папирус и на камен, а кои се однесуваат за пиварството. Грците вештината за правење пиво ја примиле од египчаните, но тие овој напиток го добивале од јачмен и го нарекувале јачменово вино. Римјаните исто така ја прифатиле оваа вештина за правење јачменово вино, а покасно ја прошириле низ другите европски земји. Во 13-тиот век во Фландрија отпочнало добивање на пиво од слад со додаток на несладовано семе од трева. Во овој период пивото е правено од слад, јачмен, пшеница, но без додаток на хмелј, па добиениот производ бил кисел по вкус. За добивање на карактеристична арома се додавани различни трави, пелин, лупин, глок и друго. Во 11-тиот век пивото било доста распространето и во Русија. Во ископините во Новгород најдени се записи на Брестова кора од 11-тиот век на кои се наоѓаат податоци за постапките при производство на пиво, а од кои се гледа дека во тоа време пивото е варено со употреба на хмелј. Во почетокот пивото е произведувано само за домашна употреба, но со развитокот на трговијата тоа станува предмет на размена и почнува да се произведува во поголеми количини. Тогаш почнува да се одвојува пиварството и како професија, занает. Значи, во тек на неколку илјади години, по пат на непрекинати запазување и истражувања, луѓето научиле да владеат со тешките процеси кои се одвиваат при ртењето, кај ензиматското ошекерување на скробот и кај ферментацијата. Но сепак, без разлика на тоа и без разлика што пивото е произведувано во големи количини,
Успехот во производството зависел од случајот или од вештината на мајсторот. Улогата на микроорганизмите за трансформација на органските материи станала позната дури во 19. век. Со подоцнежните научни истражувања докажано е дека потикнувачи на ферментацијата кај сладовината се одредени квасни гливици и да ферментацијата представува биокаталитички процес кој се одигрува внатре во ќелијата на квасецот. Се отпочнало со проучување на проблемот на ферментацијата на широк фронт, што наскоро дало многу плодотворни резултати како во науката, така и во техниката. Во првата половина на 19. век во технологијата на пиво доаѓа до корените промени. Во пиварата почнува да се воведува постапката на долно вриење. Висок ниво на современата технологија достигнат е благодарејќи на развитокот како на техничката микробиологија и биохемија, така и на енергетиката. Усовршувањето на парната машина многу поволно се одразило на развитокот на пиварството. Исто така, важен технички пронајдок за пиварството било пронаоѓањето на машините за ладење. Пронајдоците во областа на електриката, а покасно во наше време и на електрониката, условуваат да пиварството од занаетчиска гранка прерасне во модерна индустрија. Денеска во пиварството се применуваат сите новини од полето на машинството, биохемијата, технологијата, електрониката, автоматиката и се онаа што допринесува да се добие што поквалитетен производ. Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивцето е цверка, ќе го смае. Но јас водам сметка, едно, две, оп, бре. Па, јас се викам Филипос и Ѓорѓи, тука работам 21 година комај. Ставам по струка пивар. Тука, овде се вика одделението класни подрум, кој е прием на пиво за одлежавање, за превривање на пивото. Тука при превривањето се добива и CO2, углична киселина, која користи за пуњење сокови. Овде одлежава пивото 7 дена, 7 до 10, зависи превелост како, а и до може да биде 12, може да биде 14. Јас работим како пивар, примање на пиво, а и спуштање на пиво, кој иде од квасни подрум во лежни подрум на одлежавање во подрумите. Секоја професија е напорна, ама ако го знаеш, не е, например. Се вика Миленковски Зоран, иначе работам овдека доста кратко, 4 месеци. Иначе имам завршено трговско училиште, се определих за пиварство, заради тоа што ме привлекува овај процес, мислам, пиварството и производња на сокови. Иначе моментално работам овдека на припремање на казани за понатомашено производство на пиво. Мојата работа се состои во тоа што произведеното пиво се испушта, иде на доферментација во други казани и квасецот истерување, мислам, на прочистување на квасецот и после спремање на казанот, мислам, со автоматско перење на казаните, ги спремам казаните за понатомашно пунење. И ја мислам дека ви понатака ќе се усовршувам, пошто ме привлекува ова работа. Јас се викам Јалковски Тодор, овде во класни подрум моментално работам во одделението за квасец, за чистење на квасец, чиста култура на квасец. Овдека во класниот подрум пивото од варилницата доаѓа во виркула, кај што се лади од 90 степена на 8 степена. Потоа доаѓа овде во класниот подрум, се додава квасец и врши ферментација на пивото, превривање на шеќерот, препарање во алкохол. Тука зависи од степенот на преврсто, може да биде 7 до 10 дена да стои во овие подрумите, во танковите, а потоа доле се спуша во лежниот подрум на доконско вриење. Пивара сум 17 години. Тука ви учев школа од 61 година, заврши пиварска школа, Стопанско училиште уствари.
Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивцето е цверка, ќе го смае. Едно јас водам сметка, едно, две, оп, оп, бре. Сепак, синко, едно треба на ум да се има, да се знае. За оној што претерува, пивцето е цверка, ќе го смае. Но јас водам сметка, едно, две, оп, оп, бре. Оп, оп, бре, пивце две. Оп, оп, бре, пивце две. Оп, оп, бре, пивце две. Се викам Анастасовски Николче, вработен съм во ова работна организација од 1971 година и као млад во ова работна организација го дадов своето искуство. Се определив за да работам во ова работна организација и завршив средно стопанско училиште прехранбен смен во Спивар, во Прилеп. На работно место сум распореден као помошник филтрираш на пиво, а сега моментално работам као главен мајстор на филтрирање на пиво. Тука во овој погон се филтрира пиво, кое што готово оди во точилница за флаширање во флаш. Во ова работна организација работата не е толку тешка, и мислам дека младите може да се поише заинтересират за да работат во ова работна организација. Јас се викам Дангер Трпе. Работим одека 26 години. Ова се вика филтрација. Прво доле лежи пивото во лежни подрум, па иде на ова филтрација овдека. Низ овој филтер го даваме во точоница. Таму, значи, ова е завршна фаза. Чим оде таму точоница, го точат, они иде во продажба. Ове кај нас, као што гледате, малце е многу ладно температурата, 1 испод 0 сме мија. Работиме со киселина, со азотна, со формалин, переме казани од квасец и другите работи, ние сами ги обавиме сите. Едно, имам желба, младите, сега јас више уште 4-5 години треба да идам во пензија. На младите му препуштаме да се интересират малце на работа, кога ќе дојдат на овие работни места, да се ја гледат својата работа, да не ги интересира некои други работи. Јачменот од жетвата в силосите се носи, а оттаму в базените се влажи, се роси. Од зрното изртува нов никулец млад, за 10 дни никнува зелениот слад. Овој слад, сладарите го сушат, го ладат, и сладните никулчиња ги двојат, ги вадат. После полирањето готовиот слад го презема пиварата од нашиот град. Пиварите в мелницата сладот го редат, в комовникот го комињат и сито го цедат. Добиената сладовина се вари со хмелј, се бистри и се лади, но тоа не е се. Во визбите квасецот дејствува рие, се раѓа младо пиво кое 2 пати врие. Откако одлежува 100 дни, најпосле филтрирано на полнење оди. Пивото е пијалак со чудесна моќ, не се прави едноставно преку ноќ. Пивото е пијалак со чудесна моќ, не се прави едноставно преку ноќ.
Се навоđаме во лабораторија на пивара. Ова е хемиска лабораторија, инаку ние имаме и микробиолошка лабораторија. Јас сум дипломиран инженер-технолог Снежана Славкова, која работам као аналитичар и истражувач во лабораторија. Во хемиска лабораторија се врши контрола на сите суровини кои што доваѓаат во фабрика. Тие сировини мора тука да се испитаат, комплетна анализа се направи и врз база на тоа да се пуштат во производство. Понатака, во текот на производство се врши контрола на сите производи и полупроизводи кои што се добиваат, да на крај и финалниот производ, тоа е флаширано пиво, дојде пак во лабораторија, се изврши негова комплетна анализа и доколку ги задоволува бараните карактеристики, оно иде на тржиште. Покрај хемиската анализа која што се врши тука, многу е важна и микробиолошка анализа. Микробиолошка анализа се врши на целиот погон, а исто така и на целиот процес, бидејќи ние знаеме дека пиво е продукт кој што е подлежен на инфекција и доколку пиво микробиолошки не е исправно, не смее апсолутно да оди на тржиште. Што би дал да бидеш добар, вреден пивар, што би дал? Што би дал да правиш вкусно питко пиво, што би дал? Секој да те цени, да ти се восхитува на твојата умешност, да и завидува. Јас се викам Рогоа Чиебис. Работам у пивара 26 години. Работим от 26 години. Високо квалификован сум. Јас Стојановски Димчо работам во пиварата 20 години. Као каве пивар. Сум го стекнал образованието тука во пиварата. Јас сум задоволен од работата. Работата не ми е тешка. Работа на ова место 15 години. Сега од пиварата имам добиено стан и сум задоволен со месечните примања во пиварата. Што би дал да бидеш некој добар пивар, што би дал? Што би дал да правиш екстра светло пиво, што би дал? Цел свет да го бара, цел свет да го купува, со твоја етикета да се извезува. Што би дал да бидеш пивотехничар млад, да работиш во фабрика за пиво и слад? Што би дал да бидеш пивотехничар млад, да работиш во фабрика за пиво и слад? Што би дал? Јас се викам Јованче Стојан, работам 35 години у пиварата. Јас сум најстар пивар во пивара овде кадеш. Се надевам дека се запознавте со тоа што е пиво и како тоа се произведува. Видовте повеќе луѓе од различни професии кои учествуваат во процесот на производството. Во една индустријска гранка, како што е пиварската, не постојат главни занимања, затоа што сите се подеднакво важни, како пиварите, така и сладарите, одржувачите, контролорите и така натака. Инаку, во пиварата се вработени луѓе со најразлични професии, и тоа технолози, микробиолози, хемичари, машинци, електричари и така натака. Но сепак, најбројни во делот на производството на пиво се пиварите.
Денеска, кога пиварството не е веќе занает, а во услови во кои се работи во пиварата, да се биде пивар, значи да се биде контролор на технолошкиот процес. Како денеска целиот процес при производството на пиво се одвија во затворени системи, тој го прати процесот преку физичките и хемиските карактеристики, а посебно води сметка за хигиената по целиот ток на процесот.